Денеска во општа болница во Кочани пристигна помошта од шведската хуманитарна организација Hands to Hands вредна над 280.000 евра. Се работи за опрема, болнички кревети, апаратура и други помагала за кои во здравствената установа во Кочани постои насушна потреба. Донацијата тешка 8,7 тони, грижливо спакувана во еден шлепер, ја пречека градоначалникот Никол Чулиев, кој во оваа прилика му се заблагодари на шведското семејство кое несебично ги помага здравствените установи во државата, како и на фирмите кои помогнаа во транспортот. А еве не денеска тука да представиме, односно да присуствуваме на донацијата од шведското семејство Росенген, кои направија огромни напори и за релативно кратко време организира една донација во опрема за општата болница. Вредноста на опремата е 280.000 евра, што значи дека ова опрема треба да допринесе за подобрување за комплетниот статус на општата болница во Кочани. Значи со ова опрема ќе се допринесе за подобар третман, односно подобра состојба на пациентите, како и за подобро функционирање на комплетниот персонал. И исто така да изразам една голема и јавна благодарност на фирмите кои што се одважија и помогнаа во делот на со донации на средства, во делот на организирањето на транспортот, односно превозот на целата оваа опрема. За хуманитарните активности на Hand to Hand зборуваше Александар Арсовски како координатор на овие проекти во Македонија. Значи, шведската организација Hand to Hand не е нова на просторите на државата. Веќе неколку години успешно организираме проекти во форма на хуманитарни донации. Присутни сме во Битола, донираме 4 пати во Штип. Вредност на опремата во Штипската клиничка болница е над 1 милион евра. А еве за прв пат денес го завршуваме овој дел од проектот и донесовме опрема во вредност од 280.000 евра. Нема да застанеме овде, бидејќи нашата мисија е да помогнеме и во еден мал сегмент да ги подобриме условите во јавното здравство во државата. Благодарност до градоначалникот за логистичката помош во нивниот дел од обврските за да се реализира оваа донација и се надевам дека нема да застанеме тука. Од името на општа болница на сите кои помогнаа да се обезбеди оваа вредна донација, им се заблагодари Томе Солевски. Најголем дел ќе се искористат работите на гинеколошкото одделение, на детско одделение, како и во службата за анестезија и реанимација. Уште еднаш благодарам до сите. Активностите во обезбедување на овие донации ќе продолжат и во иднина, за што се заложија сите, бидејќи на тој начин се подобруваат условите во здравствените институции и негата на пациентите.